Почитувани граѓани, секојдневно на виделина излегуваат нови сведоштва за монструозните планови и бруталната злоупотреба на безбедносните институции, МВР и УБК од страна на режимот на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Овој луксузен дворец позади мене е центарот од кој што биле координирани сите злоупотреби, како и 27 април. Според јавни сведоштва и признанија, токму во оваа зграда на ВМРО ДПМН на 8 спрат бил центарот од каде се планирал и изведувал бруталниот упад во собранието на 27 април. Оваа зграда зад мене, овој дворец на ВМРО ДПМН е символ на криминалот, расипништвото и злоупотребите. Јавноста и граѓаните се згрозени од она што се слуша во судниците, од начините на кои ВМРО ДПМН е вработувала во УБК, како незаконски работела и следела неистомисленици, лидери на партии, пратеници, граѓани, планирала напади врз новинари, седници на Државната изборна комисија. Во овој период Христијан Мицкоски бил лева рака на Никола Груевски, советник во неговиот кабинет и дел од партиските структури. Христијан Мицкоски не побара одговорност за криминалот, за злоупотребите, за нападот на 27 април, туку се обиде да ги заштити криминалците, насилниците, нарачателите. Затоа Мицкоски денес организира протести за заштита на криминалот, каде што упатува закани кон судии и обвинители. Затоа Мицкоски е и против помирувањето. Затоа ги кочи процесите кои обезбедуваат членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Од овде, од пред овој символ на криминалот и на злоупотребите на институциите, уште еднаш упатуваме јасна и недвосмислена порака. Нема амнестија за оние кои нарачале, организирале и извршиле насилство на 27 април. Македонија тргна напред и враќање назад во темното минато нема да има. Ви благодарам. Имајќи предвид дека се доцни со помирувањето, односно некаков нацрт законско решение до сумината гледаме дури денеска, дали ги чекавте сведочењата што ќе бидат во суд за да се знае за каков закон за амнестија ќе се? Треба да направиме јасна дистинкција помеѓу она што значи политички процес кој што се води внатре во рамките на собранието, односно во интерпартиската група за помирување, интеграција и реформи. Очекуваме што е можно поскоро да предлозите бидат изготвени од нивна страна и бидат достапни за увид на јавноста.